Почитувани мој добар ден. Го гледате најновото издание во оваа нова работна недела на Црвена линија. Господ постои, името е Петрунија, е македонски филм од 2019 година. И тоа работен по вистинит настан што се случи на Водици во Штип во 2014 година. Ако не сте го гледале, топло препорачуваме да го погледнете. А верскиот празник Водици, како да е предодреден да има некои несогласувања. Дали околу тоа кој смее да скока по крстот, кога треба да се фрли, па кој прв го допрел, кој прв го фатил, па грабање околу крстот, а станува збор за верници, за прочистување, за здравје. Секоја година иста слика околу фаќањето на Светиот крст. Немилите гледки како се грабаат за крстот немаат никаква врска со христијанската религија. Кој учествува во настанот, тоа е она што ве прашуваме. Како ви се чини верници или златолюбци? Дали црквата треба да преземе нешто? Секако кога поставуваме прашања до вас, ќе ве потсетам неминовно е да не заследите и на Инстаграм и секако уште од овој понеделник да се приклучите на Инстаграмџи, кои што веќе денес започнаа да ги даваат своите одговори на денешната Инстаграм стори анкета. А таму ве прашуваме, дали треба да се воведе ВАР систем за Водици 2025 година? Имате две опции за одговор. Едната е да, не кликате на вашиот одговор, во проценти пресметано ќе ги соопштиме резултатите по рекламите. Но секако ќе ве потсетам дека пожелно е да продолжите со дискусијата и надвор од емисијата преку коментари, шернување и лајкнување на Твитер, на Фейсбук, нашиот профил е Црвена линија и ќе ве потсетам нашите теми редовно се објавуваат и на профилот на Телма телевизија. Но најдраго ќе ни биде секако да ве слушнеме со вашите ставови и одговори и секако еве да ни пренесете како поминаа Водици, каква беше атмосферата, дали имаше немили настани во местото каде што живеете, односно од каде што ни се вувате. Доволно е да го завртите телефонскиот број 023070005, секако да го намалите тонот на телевизорот и да го започнеме ова издание на Црвена линија. Па така да, ако имаме веќе гледач, почнуваме со Црвена линија. Добро вечер. Добар ден, добро вечер. Дали се слушаме? Добро, како и да е, правилото станува такво што не заборавајте повртењето на телефонскиот број 023070005, задолжително целосно намалете го тонот на ТВ приемникот, ова особено важи за оние кои што можеби немаат искуство за вклучување во контактни емисии, како и да е, со нетрпение очекуваме пред се да ни доловите и еве да ни пренесете каква беше атмосферата за Водици, кои се вашите одговори на нашите прашања. Ајде да видиме дали успешна конекција ќе имаме сега. Добро вечер. Добро вечер. Голем поздрав до вас, вие сте во Црвена линија. Исто и до вас многу поздрав до целата екипа. Јас имам еден предлог за крстот фаќање да биде од љубов, да не се дава ништо поклони. Па да видиме тогаш кој вистина ќе го сака и верата и љубовта и све. Тоа е мојот предлог. Колку сум управа не знам, нека проценат. Само тоа, драга водителка. Јас секако ќе сакам да ве прашам од каде ни се вувате? Од Скопје. Од Скопје, дали бевте еве на кеот на Вардар кога беше вадењето на крстот? Не, поради здравствени причини не бев. Така. Ама јас сакам така да биде. Значи да се фрла и да се земе од љубов, а не да се дајат поклони. Значи ова е за поклоните, не е за љубов. Тоа е моје мислење. Ви благодарам многу. И јас ви велам големо благодарам и со оглед на тоа што бевте еве прва која што го проби мразот во Црвена линија. Секако ќе ви посакаме и многу здравје и се разбира многу успех во оваа година. Добро вечер. Добро вечер. Јас би ве замолила многу погласно ако може да ве слушнеме. Дали се слушаме? Сега веќе подобро. Па еве кој е вашиот став? Дали црквата пред се треба да преземе нешто? Треба да преземат сите нешто, поготово црквата, затоа што сум учесник за Водици во Скопје Вардар повеќе од 10 години. Драго ни особено. Еве како е вашето искуство како учесник директно? Па, од верски погледи, значи тој ден за нас христијаните православни е многу голем и убав, но треба да преземат
работи кои што драгите гледачи нема прилика да го видат тоа што све се случуваше таму и за жал можеше да заврши немило со жртви. Тоа зборувате за сега последниве водици. Последниве водици, само сакам да ги поздравам екипата на Црвен крст за тоа што беа на висина на задачата и кажете ми еве што конкретно се случи од она што можевте вие како учесник да го доживеете. Прво не се дисциплинирани, влегува на половина Вардар, а потоа од половина Вардар натака не знаат луѓето што не учествувале колку е силна реката Вардар во тие временски услови во јануари. Така да треба да се превземе нешто, да се фрла крстот понастрана и сите да бидат дисциплинирани да стојат во една линија. А не едни луѓе се на средина на Вардар, едни се на 30 метри поназад, а потоа час и половина не можеме да излеземе од вода. Дали се за тоа еве да повеќе нема награди од типот спонзори, парични вредности? Никакви награди не треба да има, материјални треба да има награди само од црквата, оние нели икона што ни даваат и благодарница и тоа е се. Го имате ли фатено еве крстот со сиве овие години на нас? Никогаш. Никогаш. Сум се чувствувал убаво, да. Така, но како и да е, се разбира голема чест и особено за оние кои што еве во водици скокаат во студените води, знаат дека самиот чин е всушност одговор на нивната верба. Како и да е, благодарам, многу ми е драго еве што имавме и гледач кој што низ лично искуство и тоа години наназад постојано е меѓу оние кои што нели одат скокаат во студените води. Овој пат на Вардар, ни предочи како било оваа година. Тоа е оно што очекуваме од вас, така да еве ако има и некој кој што има и убаво и неубаво искуство, може да го пренесе. Добро вечер веќе. Ајде, добро вечер. Секој е добро, во црвена линија сте. Бог се јави, на вистина се јави. Господ здраве да дава на сите што скока. Видете, по моје мислење, ова се одразува на некултурата, на беззаконието, на недисциплината на нашиот народ во општеството, во сите сегменти. Јас за Охрид коментирав во една дебатна емисија на една друга ваша телевизија. Се виде во Охрид, значи нема ред, нема дисциплина, еден голем минус за организаторот. Зашто? Поентата беше прошлите години, значи кој ќе доплива. Тоа е сласта ние од страна што гледаме од Скопје, скопјаничата што не викаат, да допливат. Што се случи ова година? И веќе дедо Тимотеј виде дека со така да речем под наводници неверници само го фрли. Лани ако се сеќаваме како и викаше назад. Значи не култура, значи све тие што скокат име да добијат нешто награда или пачаламе и да удат пред настелбата пред градот, еве ние го фативме. Дали сте и вие за тоа да нема повеќе награди, спонзорства, телевизори? Ако наградата не е проблем, дисциплината, редот е наградата една благодарност и Господу што тој давал благодети, давал све. Награда да има, него да има еден ред, да се стави еден, да речеме во Охрид. 400 души ако се пријават, што жрепка 50 или 100, да има слас и кога ќе речат од една точка да се плива, готово. Така, благодарам многу за вашето учество во Црвена линија. Продолжете да не следите за да слушнеме што ќе ни кажат останатите гледачи. Добро вечер за следниот или следната. Добро вечер. Добро, да не биде јас сама на себе да велам добро вечер. Во продолжение сега го ќе ве потсетам дека и преку коментирање, шернување, лајкнување можете она што не сте го дополниле овде и не сте го кажале во Црвена линија, сакате да го кажете, можете да го сторите токму преку коментирање на нашиот профил. Затоа ја на Facebook и ќе ви доловам како изгледаме таму. Нашиот профил ќе повтораме Црвена линија. Ке можете сега и да видите како изгледа денешната објава на нашата тема за која што зборуваме. А сега во продолжение потсетувам дека на 023070005 директно со вклучување во Црвена линија очекуваме да слушнеме дали може би вие низ годините наназад во животот сте имале искуство да бидете меѓу оние кои што нели скокаат во студените води во овој период од годината токму за да
ја доживеа таа благосостојба на верниците, тоа е фаќањето на Светиот Крст. Меѓу другото, еве, можете и да не откриете оваа година како помина водици во вашето место и крајот каде што се јавувате. Ако може да им покажеме на гледачите сега како изгледаме на Facebook, за да можам да прочитам еден од коментарите, а сега кои подосна ќе ви откриеме од каде оваа инспирација за темата. Кој учествува верници или златолюбци, црквата дали треба да превземе нешто? Бобан Баловски го има напишано следното: решението е едноставно, да нема награди и забрана за спонзори за тој што ќе го фати крстот и тогаш ќе скокаат само оние кои им значи крстот, а тоа е верата. На самиот почеток нели напоменавме дека токму за овој немил настан во 2014 година, кога по Светиот Крст скокна и се разбира жена, која што е меѓу другото Борислава Васкова е незиното име. Еве сега ќе можеме и да ви доловиме како изгледаше тоа всушност тогаш во Штип во 2014 година. Еве, ако може да покажеме, она што е интересно, Борислава беше таа која што беше единствена жена и на вистина по фаќањето на крстот буквално и беше одземен дури и големи и долги расправи по излегувањето од водата, што воопшто не е во рамките на она што се нарекува христијанство, нели она кон што сите нели тежнеат верниците. Како и да е, во продолжение, сега кога сакаме да слушнеме како беше за водици пред се во вашиот град, вашето место, и да не заборавиме меѓу другото, се разбира, многу ми е драго што и на почетокот на Црвена линија имавме гледач кој што долги години, како што напомена, е активен учесник во нели потрагата по Светиот Крст, но еве и самиот напомена дека повторно и во Скопје имало инцидент каде што да не беа екипите на Црвениот Крст, можеби и немало да заврши онака како што завршило. Одиме со гледачите. Добро вечер. Добро вечер. Секој добро во Црвена линија сте. Па има две сорти на луѓе кои ќе се фрлат по крстот. Има сребролюбци, овие што сакат да втјарат, а има некои си скокат за здравје. Ете, веруват, верници се и си скокат за здравје. Што не е лошо, верува, па сака да скокни и скока. А тие што скокат за ова, за личен ќар таму, за печалба или се групи, па таа печалба ќе ја делат или било како, јас не ги есапам за верници, не се верници тие. Тие се луѓе кои што, ете така, сака да се експонират, сака да... А со тоа и... Па еве, според вас, дали треба можеби да се воведе ВАР систем за водици 2025? Што не знам сега дали баш дотаму треба да... Кај нас многу системи треба да се воведат во многу работи, не е само во водици. Значи, кај нас е народо поприлично расипан, можам да кажам така. Благодарам многу за се она што кажавте и еве го споделивте вашиот став со гледачите. Интересно е што еве апропо и вашиот одговор, нешто слично на вас и оно што го кажавте, но поприлично интересно и шегубино е на Никита Стојановски коментар на нашиот профил на Црвена линија. Напишал: ВАР нема во прва лига кај нас, не па за крстот. Но дали треба еве да се воведе можеби ВАР за 2025 година кога станува збор за водици? И дали според вас црквата треба да превземе нешто за да нема вакви настани кои што апсолутно не се ниту целта, а уште помалку символиката и пораката на христијанството? Добро вечер.
Добар ден или добро вечер. Како ви одговара, може и добар ден, добро вечер. Денот е секако продолжен, повелете. Се уште е ден кај нас. Вака. Многу се извулгаризира ова положувањето на Светиот крст. Секаде. Не е Охрид, не е Скопје, не е Велесот кај што се јавувам и така натаму. Други години имало и месенки, де нема некои уедначени правила кај православната црква. Кај да биде секаде, ако сме православна македонска црква, Охридска архиепископија, треба да биде секаде едно те исто. Ако е паганско палењето на коледе, нека се шодам, викаат дека било паганско, дека не било христијанско, нека се укине. Париче, дена Бабник се кршело лепче, негде во Тетово, Тетовска натаму, на Василица. Дури и на Василица таму го положувале крстот. Нема некоја македонска православна црква, нема уедначени правила за секаде. Дали се за тоа да нема повеќе можеби награди? Дали тоа предизвикува? Навесто наградите претераа. Порано, пред 10-15, кога почна више повеќе партизмот, де телевизори, де златни крчиња. Така, благодарам многу за јавувањето. Убаво е што напоменавте, некогаш било поинаку и подобро според вас, па и на Твитер издвоивме една фотографија кога станува збор за Водици. Твитот е на Deleted акаунт кој што ја има постирана оваа фотографија, вели селаните се враќаат по фаќањето на крстот на верскиот празник Водици во село Брусник 1916 година. Ова е воедно и фотографија на браќата Манаки. Што се однесува до Водици и она со што сме сведоци редовно, а тоа е секако грабнување на крстот од рака, насилие, тепачки, караници. Еве, дали сметате дека можеби оваа година Водици помина и најмирно? И дали црквата треба да превземе поинакви правила во однос на тоа кој и како треба да се однесува кога станува збор за фаќањето на Светиот крст? Добро вечер. Добро вечер. Голем поздрав до вас. Благодарам. Видите, јас гледав на телевизија, не бев присутна нигде, ама гледав во Охрид. Во Охрид не за џабе се скрши крстот, него од тоа грабање. Овој Тимотеј, што е владиката, како да го речам, тој е платен за да го фрла таму каде што овие старограѓани. Епа дечкото сега од самата Охридска, од Охрид детево, што не знам од каде е, го фати крстот. И сега овие старограѓаните сака да му го земат и го скршија. Дали е тоа вера? Дали е тоа фаќање крст? Не треба никако да се дава нешто. Заради тоа давање, зато вакви работи се прават. Па не може некој 14 пати да фаќа крст во Охрид. Не може. Зошто? Тимотеј е платен за тоа, за да го фрла крстот таму кај што се тие. И друго ќе ви кажам, многу се сложувам со претходниот гледач, дека паричката или во Бадник, или во на Василица, или јас сум одамна, мислам, во постара генерација и секогаш се навоѓала паричката на Василица. Зошто? Свети Васили бил тој што ги поделил парите. Така, благодарам многу и вам за јавувањето во Црвена линија. Ќе ги вклучиме сега малку поинтензивно и твитерџи меѓу секое јавување, со оглед на тоа да можете да слушнете и како размислува на темава Твитер заедницата. Јамп во најава има напишано следното на 19 јануари. Штепи Делчево денес се најголеми фаворити за тепачка при фаќање на крстот. Неверојатно е дека најверојатно има градови кои што барем според
републиката според граѓаните, дури и ги напоменуваат како лидери каде што настануваат инциденти. Но оваа година можеби и најмалку инциденти. Што мислите вие, ќе ни откриете секако со вклучувањето во Црвена линија. Добро вечер. Добро вечер. Секој добро. Да се слушаме. За добро. За добро нека е. Па еве според вас дали треба црквата да превземе нешто, за да нема ли настани од типот кршење на крстот, тепачки, одзимања, грабнувања? Не треба да има. Тоа е слава на Господа. Јас сум од село Биџево. Како помина таму еве за Водици? Јас бев во Струга. Добро е. Таму беше добро. Добро. Многу народ имаше. Кај мостот, Струшкиот мост, таму се фрлеше крстот. Имаше Литија, владиката пееше, а имам дарба за песма и ја пеев и црковни песни знам ја. Според вас треба ли да постои ВАР систем еве во за Водици 2025? Како во фудбалот, во тенисот? Абе, секаде имат нешто, ама тоа не е за пари, тоа е за Господа. Не е за пари. И сега оде да земе пари, ама тие што го фатија крстот. А нева не е тоа наместена работа. Попот си го фрлат крстот и прво Литија врши и после го фрлат крстот. И во Струга има дрим, црни дрим. Знаеш сигурно. Треба ли да има награди според вас? Па тие што ќе го фатат крстот, одат по куќите и кој колку ќе му дај толку. Тие не бере со сила. Благодарам многу и вам за учеството. Меѓу другото, еве ќе подсетам она што сакаме да го слушнеме од вас низ традицијата и сиве овие години наназад. Каков впечаток имате? Дека на настанот учествуваат повеќе верници или златолюбци? Дали црквата според вас треба да преземе нешто за да не се повторуваат немили настани? Добро вечер. Добро вечер, добар ден. Добар ден, повелете. Поздрав и се на љубаво, на да се честити празниците што беа и што поминаа. Поздрав така, нека е за многу години. Поздрав до цела ваша телевизија, редакција и така натаки. Јас само сум од една од постарите генерации. Можам да кажам како беше убаво во Прилеп кога не се фрлаше крстот. Тогаш имаше, кај што се крстот се фрлаше во едно мало, како да речам, како што се крштава децата. Сите деца, млади бебуле, сите, се фрлаја гулаби. Имаше, се пазареше гулаб, татко ми ќе ни купеше на сите гулаби, ги носевне гулабите под палтото и одевне рано са бајле во 5 сато и кога попоче речеше и дух виде гулаби, небото беше цело преплавено со гулаби, немаше трка ни за пари ни за крст, ќе го извадеше попо крсто и со босилоко ќе го попрскаше сиот народ, кој сакаше ќе појди, ќе си наполни водичка, ќе си земеше за здравие, ќе си влези црква, а нашите мајки тогаш беа млади. Бабите сите од црква ќе си појде кај сите роднини на Сабајле на една топла ракија со симиди, со месено, со се за здравје. Ова сега стана помодарство и во Пирет ќе почне да фрла крстој по базени и по се. Во се постои дух виде гулаби, гулабите се светото нешто. Благодарам многу, е интересно што ни предочивте како било пред многу години. Што значи, барем она на што сте биле вие очевидец во младоста е дека воопшто немало ниту фрлање на крстот, ниту пак нели оние како да кажам борби, слободно ќе ги наречеме по тоа што можеме да видиме како сведоци на секое случување врзано за Водици, дека всушност крстот во минатото, барем според гледачката што кажа, едноставно му припагел на градот и на сите оние кои што биле дел од одбележувањето на Водици.
како и да е, благодарение на интернет, се разбира и на YouTube, можеме еве и да ви доловиме, бидејќи гледачот зборуваше за тоа дека навистина било убаво што се однесува до Водици 2024 во градот Струга. Ете, навистина ова е еден прекрасен чин, момент, ден кога ги обединува нели сите оние кои што од градот и местото живеат и секако целта е всушност крстот да донесе благодет, берекет и многу радост за оној кој што ќе го фати. Но секако има и спонзорства, награди. Наназад годините се разбира, се добива впечаток дека можеби наградите се единствената причина за некој да учествува. Како ќе одговорите вие? Останува да слушнеме понатаму во Црвена линија. Добро вечер. Ве слушаме во Црвена линија сте. Добро вечер. Добро вечер. Повелете, во Црвена линија сте. Бог се јави. Вистина се јави, нека е за многу години. Јас сум против да се укине. Намалете го тонот на телевизорот. Ете, јас се слушнав како од телевизорот велам. Значи, оно што побаравме не да се исклучи гледачката, туку ве замолувам, може би за прв пат се јавувате. Праксата покажува дека е исклучително важно технички аспект по вклучувањето во Црвена линија, веднаш целосно да го намалите тонот на телевизорот. Знаеме дека многу пати повторуваме, може би малку сме и досадни во однос на тоа, но тоа е правило и верувам дека повторувањето е мајка на знаењето, па токму поради тоа ќе нема да доцне тонот, убаво ќе се слушнеме јас и вие и секако нема да имате она чувство дека не сте ниту вклучени или дека може би некој друг зборува наместо вас. Затоа инсистираме да се запази од технички аспект токму тоа, намалување на тонот на телевизорот. Па ајде, ако може да слушаме понатаму, еве, што ќе кажат останатите гледачи. Добро вечер. Добро вечер. Повелете, во Црвена линија сте. Ево вака, вие зборувате само за Скопје и Охрид. Не зборувавме и за Струга? Чекај, добро, ајде и за градоите. И за Штип? А зашто не зборувате за многу културните села Пештани? Ево ќе речем. Ама вие не сте ме слушали, јас побарав од вас гледачите да ми пренесете како е во останатите. Така. Ама не, секогаш се зборува само за градоите. Да дојдете, ево, јас ќе платам трошковите на вашата телевизија за 19-25. Јас ќе ги платам се, да дојдете која култура имат на крстот фрлање. И како се пливат. Па ќе видите која е културата на крстот фаќање. Во нашето село 1500 до 1700 жители сме ние во Пештани. И имат култура, кој ќе се рече, се фрля крстот и скокаат. Кои скокаат најмалку 50 деца. Годинава кој имаше и 20 девојчиња. Кажете ми, еве, како на Пештани им успева, каде е грешката, што е оно што треба да се смени, за да нема немили настани? Културата и интелигенцијата на селаните. Културата и интелигенцијата на селаните, зашто и со туристи и со све, дојдете па да видите, снимајте и кажете ја тоа, како е тоа прикажано и како се фаќа крстот. И колку народ имат излезло само од едно село. А тоа во градот, во Охрид или во Струга, од сегде идат. Благодарам многу и многу ни е драго, значи она не е дека ние не зборуваме за другите градови, токму гледачите побаравме со оглед на тоа што сте биле и сведоци, онаму од каде што ни се јавувате како помина Водици. И драго ми е што се вклучи гледачот и напомена дека Пештани според него е вистински пример кој што години наназад не само што има ред и правила на тоа како се плива до крстот, меѓу другото и напомена дека оваа година имало дури и 20 припаднички на понежниот пол кои што учествувале во фаќањето на крстот. Благодарам, тоа е оно што сакаме да го слушнеме. Одиме понатаму. Добро вечер. Добро вечер. Повелете, Црвена линија. Во врска со вашето прашање за ВАР, тоа мислам дека не би требало. Ипак е ова црковни работи. И треба сите што ќе учествуваат да се учествуваат правилно, да нема некои такви работи да
Мислам да прават некои марвелизации, да... Гледачот пред малку рече дека во Пештани со години има неприкосновен ред и напомена дека интелигенцијата, културата се пресудни. Дали црквата може би треба да превземе нешто? Црковна работа, не би требало такви работи да се случуваат. Сите треба да бидат честни. Според вас треба ли да се воведе ВАР систем? Не, мислам дека не. И уште едно прашање само ван темата, зашто во Скопје АИСП не возат, ама зашто приватните автобуси не возат? Не кажуваат никоја информација никакви. Еве, јас ќе ви напоменам да знаете како еден вид јамво најава дека утре црвената линија токму тоа ќе го има како обработка на последните случаи. Па добро ете, кажете на вести. А тоа е резултат затоа што не знам дали знаете, приватните исто така се под град Скопје. Да, ама тие мислам дека си се... Така да и тие ги чекаат платите на исти начин како што ги чекаат и државните автобуси. Ете, затоа е тоа така. Благодарам многу, еве што кажавте и во рамки на темата и надвор од темата, што значи, еве ќе повторам, ниту приватните превозници, ниту државните превозници се уште немаат земено плата, бидејќи и двата типа на превоз е под град ингеренциите на град Скопје. Продолжуваме понатаму да видиме што ќе кажете во однос на темата. Секако ќе ни биде драго еве и како гледачот кој што зборуваше за Пештани и навистина кажа пофални зборови и нешто што од година во година позитивно се развива кога станува зборот за чинот фаќање на крстот, па еве можете слободно да ни откриете како е и кај вас од таму од каде што се јавувате. Добро вечер. Добро вечер, добар ден, Илија, работа нека ви е. А Илија, нека ви е и цела година и за многу години, еве, водици празникот. Па еве, вие од каде ни се увете? Ја ми се јавам од истокот на државата. Еве, во истокот, како е на истокот оваа година? На истокот е многу неблагодарно за тоа што се што се случува во Скупи, тамо се дават даноците, тамо се трошат даноците, тамо се незадоволни граѓаните, тамо е празно ова, празно она, тамо е културата со така речи западна инерција да тежне кон западот, а западот се знае дека е... Ама кажете ми еве за водици, дали бевте задоволни како се одбележа тамо од каде што ни се вувате? Па види, јас православењето, јас сум православен и православењето си го почутувам каде и да е, како и да е. И излишно е да коментирам за православењето, пошто државата ни се распаѓа, а јас ќе зборувам за водици. Јас би рекол дека овие наши општини од истокот би требало понека да се откачат од таа главна централа Скупи, да не им даваме даноци, да не чекаме ништо од нив, пошто и така ништо не чекаме, него само даваме, а јадат данокот го јадат не македонци, што владеат владетелите. А треба ли да има еве награди, кажете ми на темава, кога станува збор за водици? Па награди би требало да има награди, пошто секој што се ризикува нешто да прави, сака да направи нешто, би требало да се награди, неговиот. Така, благодарам многу за јавувањето и меѓу другото ќе укажам на останатите гледачи да се задржиме на темата, се разбира, конкретни сме денес, имаме дури и прашање според вас, еве, низ искуството како учесници, а може би само како гледачи, кој учествува според вас во фаќањето на крстот, дали се верници или златолюбци, дали црквата може би треба да превземе нешто за да нема немили настани како кршење на крстот на пола, гребнување од раце, тепачки и така натаму. Добро вечер. Добро вечер. Убав ден. Еве, од Охрид директно преку вас. За Охрид ќе кажам баш карактеристично нешто. Прво, не е можно да десетина пати една иста тајфа да го фаќа крстот и се чини дека без прега со црковните власти, односно со митрополитот, да не се во споразум кај да го фрли крстот, а они прават прстен. На сите страни има своји луѓе, а е одреден кој ќе го фате крстот. И затоа они успеаат, тоа се вика прстен. Сега оваа година нешто и лани нешто не им успеа, да изгледа ги предохитрија
другите учесници и им го земаа крстот и ова година и лани. Меѓутоа, ја овде ќе му дам поголема важност на туризмот. Ние посебно за Охрид е туристичко место, треба да направат далеку повеќе, да биде поинтересно, да има повеќе гости, за сметка на тоа че хотелите, рестораните ќе бидат полни, ќе направат доста промет. Значи, сето тоа ја би го ставил на таа база. Значи, да си има народ, да има, но не да биде тоа, значи, за некаква си награда. Сето тоа да биде символично наградено, платено, односно наградено од самата црква, од градоначалникот и крај. Други немаш потреба да оди по куќи, по вамо тамо. Значи, ова сето тоа треба да биде на културен начин, на добар начин и во духот Слушавме на многу туризмот. пофални зборови за Пештани, од Пештани ни се јавија. Дали Пештани, оно што го кај се слагам со човекот, се слагам, значи треба да се знае кога треба да тргнат капачите, значи не сме порано. Така, благодарам многу за јавувањето. Ете оно што се сложија сега ко гледачи дека и треба да има точно утврдени правила, всушност, кога треба да се скокне, како да се плива и така натаму. Добро вечер. Ало, добро вечер. Повелете во црвена линија сте. Вакате. Еден приговор ќе дадам. Повелете. Скопје. Ама од кај сме сега за Охрид зборувавме, од каде Скопје? Па зборувавме за Струга. Скопје. А ви од кај ни се јавувате? Ајде тоа да ми кажете. Јас се јавам од Скопје, далече од Бугуч, 20 километри од Скопје. Како беше за водици еве во вашиот крај? Се одговорите на ова. Скупи. Ама не ме слушате сега, да, како беше за водици, сакам да ми пренесете, еве. Дали навистина кај вас е многу пубаво отколку еве во главниот град? Ево немаше водици кај нас. Не се одржа добро. Еве според вас треба ли да има награди за водици? Па треба да има награди, како не треба. Ипак е ладно времето, треба да има награда. А што треба да направи еве црквата за да нема немили настани? Благодарам многу за јавувањето. Јас не знам од каде добивте печаток дека се е за Скопје со оглед на тоа што еве зборувавме и за Штип, и за Струга, па дури и за Пештани, зборувавме и за Охрид. И секако вие сте тие кои што треба од прва рака, така слободно ќе кажам, да ни пренесете еве како впечаток ви остави овогодинешните одбележувањето на овогодинешните водици во вашиот крај. Ајде да слушаме што ќе каже следниот гледач. Во меѓувреме секако нема да ги заборавиме и оние кои што коментираат. Ве потсетувам, се може да продолжите и да кажете преку коментарите и на Facebook. Одиме со профилот на Телма телевизија и таму ни објавена темата, па еве ќе продолжиме со коментарот на Наташа Стоилковска, која го има напишано следното. Не се златолюбци, ама неправда имаше годинава во Охрид. Не е христијански постапката на сегашниот фаќач на крстот, момчето во црвената мајца, е вистински и реален фаќач. Да не се правиме ни слепи, а уште помалку глупави. Бог е голем, Бог гледа се. Патем свештените лица се виновни за шитие видеа, а не пресекоа. Па еве како да се спречат немилите настани, грабнување на крст, тепачки, кавги, расправи. Што мислите вие? Кои се оние кои што учествуваат во трката за Светиот крст? Добро вечер. Здраво. Здраво, голем поздрав до вас. Поздрав и до тебе. И екипа, све таму што сте. Благодарам. Нема проблем, благодарам и тебе. Така ќе кажам, религијата е малку софистицирана работа. Не е тоа така како што луѓе сваќаат. Мене повеќе ми гледа како на паганство она што се дешава него на религија, затоа што ако веќе се фрљаш по крстот, значи крстот треба да биде да нема вредност овоземна, значи материјална вредност да нема. Значи да трчаш ако си веќе верник со љубов кон Бога, да речеме, нели, како верник ти се зближуваш со Господа, со Бога. Тоа е најголемата награда
уствари кога ќе го фати тој крстот. Значи и понатака Господ ќе му дарува награди плюс ова она, ама не овоземни вакви награди како што се телевизори. Дали треба да се воведе ВАР систем еве за следната година? Да ти кажам, не знам што е тоа ВАР систем. ВАР систем е кога нели преку техника всушност се донесува суд, особено во фудбалот, бидејќи нешто може да им да не го забележат судиите, така да тогаш камерата нели враќа стоп кадар. Види, само нека биде без награда овоземна материјална, све ќе биде во ред. Поздрав, пријатно. Се ќе биде во ред. Благодарам многу за јавувањето. Еве уште интересни коментари. Шеки Личина го има напишано следното. Дали во времето на Исус имало фрлање крст во вода? Прашувам од религија она што дошле Божите со што дошле Божите пратеници, а не она што луѓето после нив го измислиле. Марина Тодоровска го има напишано следното. Не мислам дека се златолюбци да влезеш во ладните води и после излезеш на ладното мокар и таков даваш интервју и одиш таков, треба да имаш верба и волја. Но како да има ред и се разбира да нема немили настани во овој свет чин на фаќањето на Светиот крст. Добро вечер. Добро вечер. Повелете во Црвена линија. Поздрав од Александар, поздрав од Пирава. Голем поздрав до вас од Тирана? Од Пирава. Од Пирава, добро. Да. Па еве како беше кај вас? Па ќе ви кажам. Прво ќе кажам дали црквата треба да преземе нешто. Да, секако дека треба и секогаш треба да презема активности во врска со фрлање на крстот. Критериуми мора да има, но критериумите, ако ги постави црквата, ќе дојде во прашање дали ќе има такви кои што ќе бидат заинтересирани да се фрлат по крстот. Првиот критериум е да биде крстен. Вториот критериум е да знае да се крсти. Третиот критериум е да верува во тоа што сака да го прави во чест на фрлање на крстот. Четврто, треба да ја посетува црквата и да ја исповеда својата православна вера. Тие се основните критериуми со кои што треба да бидат тие што сакаат да се фрлат по крстот да ги исполнуваат, па така да тие да бидат кандидати. Меѓутоа се поставува и друго прашање, доколку црквата биде толку строга и ригорозна, дали пак има и капачи. И тука црквата на некој начин дури и се плаши. Јас така барем мислам дека црквата во целина како институција се плаши дали ќе има. Така, благодарам многу еве што дадовте одговор на нашите прашања, но веќе и дојде времето за реклами. И како што најавив на почетокот на Црвена линија, тука и ќе ве потсетам, не заборавајте преседа да следите на Facebook, на Twitter и профилот на Телма телевизија на Facebook, но задолжително на Instagram, па веќе од утре ќе можете активно да учествувате во нашите анкети. Оние кои што тоа редовно го прават, еве како одговорија на денешното анкетно Instagram стори прашање. Дали треба да се воведе ВАР систем за водици 2025 година? Со да одговорија 76%, со не 24%. Тука секако ќе ви се заблагодарам за активното учество и гледањето на Црвена линија, но и ќе ве поканам да останете со мене и понатаму, бидејќи ќе се префрлиме во една друга димензија, каде што ќе има добра забава и секако многу вредни награди. Што ме понеделник, бидете сигурни дека некој од вас денес ќе си освои микропечка, а може би уште некоја вредна награда. Сега добро запишете, меморирајте, како и да е, запомнете кого како му е полесно. Ќе читаме прашања кои што сигурно ќе ги имаме во квизот, најгледаниот квиз Заврти на Телма. Чиј дневник читаме ако главната улога ја толкува Рене Зелвигер? Како се вика слојот од атмосферата што се протега над тропосферата? Која европска држава старите римјани ја нарекувале Хибернија? И кој раскажува во Пиреј за Јон и Велика?
Тоа се само дел од прашањата. Благодарам за учеството во Црвена линија, особено вас од Црвена линија ве очекувам во Заврти на Телма. Се гледаме и забавата продолжува.